не е доволно испланирано и искоординирано, не е направена дозвола за градба, туку издадени се решенија за градба, што не кореспондира и не соодветствува на местењето на овие високи рефлектори кои што треба да го осветлуваат стадионот. Тоа е едната причина. И втората причина е што фирмата, тоест компанијата која што требаше да ги изведува градежните работи, почна во период август-септември минатата година. И имаше задача и рок од 90 работни дена да ги изведе овие градишни работи. Во времето предвидено тие 90 работни дена успеале да направат само 8% од градежните работи. Од тие причини ние како локална самоуправа го раскинавме договорот и мислам дека сега е во постапка процедурата за оптучување на нов тендер, на нов изведувач, кој што виднина мислам дека ќе го направи овој дел од стадионот. А да потенцирам уште така втората фирма која што требаше да го гради кровот, метален кров на трибината на стадионот, северната трибина, мислам. Тука има погрешна документација проектна, затоа што не кореспондира точките на металната конструкција со анкерните плочи на стадионот, тоест на трибините, затоа што и статички не било уште доволно пресметано. Заради тоа се прават дополнителни напори. Јас формирав една комисија од 5 стручњаци кои што треба да ги проверат сите овие документи и за воиднина мислам дека ќе излеземе со нови информации кои ќе ги имаме. Ќе доделиме парични средства на фудбалскиот клуб Победа и тоа го кажав на минатата година. Ќе доделиме 1 милион денари и тоа за играчите, а не за клубот. И уште по 120.000 денари секој месец во првите 6 месеци од оваа година, значи вкупен износ од 1.720.000 денари ќе бидат доделени овие средства на фудбалскиот клуб Победа со одлука на Советот на општина Прилеп и тоа е мое задоволство со надеж дека новата управа, еве сакам да честитам на ВД председателот на новата управа на фудбалскиот клуб Победа Ирина Јакимовска, дека во иднина ќе смогнат сили да го издржат темпото и напорот да останат во првата фудбалска лига, што е многу битно за Прилеп и за прилепчани, затоа што прилепчани ја сакаат победа, навиваат за победа и секогаш ќе бидат за победа. На градоначалникот на општина Прилеп му благодарам за одостојувањето на ветените средства кои што беа однапред договорени пред самиот почеток кога јас се одлучив да ја превземам функцијата како ВД директор на фудбалскиот клуб Победа. Имено јас и тогаш кажав доколку немав поддршка од страна на градоначалникот и општина Прилеп, дефинитивно ни еден клуб не би можел да издржи не само финансиски, и секоја финансиска помош е од големо значење и не треба да се потценува, меѓутоа поклучно и побитна е поддршката, она што инфраструктурната, етичната и моралната, сигурно во однос на опстојување на еден фудбалски клуб. Како што и самите гледате, фактот што не можеме да играме дома предизвикува големо оптеретување за клубот како финансиски, така и не можеме да ја вратиме еуфоријата на фудбалот и значењето на самата игра. Имено во последниве 2 години ние постојано сме некаде гости и покрај тоа што се покажуваме како домајчини. На претходната утакмица во Струмица бевме буквално како гости, а не како домајчини, од причини што не можевме да заземиме позицијата на домајчини. Се надевам дека со поддршка на градоначалникот и комисијата ќе ги надминиме сите недоразбирања во однос на самата проекција на стадионот и дека истиот би можел да се реализира барем теренот за да може наредната полусезона во август да почнеме да се играме тука. Што се однесува до опстојувањето, дефинитивно се надевам дека сите ние заедно во наредниве 10 кола ќе помогнеме да може Победа да опстане таму каде што и е местото. Не само заради нашите лични успеси и перцепции, меѓутоа заради најмногу, заради групата на младите дечина кои што ние во Победа ги броиме над 200
парticипенти во овој момент, доколку би изгубиле позицијата на прва лига, најголемата штета би било по тие дечина. И од тие причини најискрено се надевам дека сите фудбалери и цел управен тим максимално ќе даде од себе во овој нареден временски период за да обстаниме таму каде што ни е местото. Сакаме да се врати времето кога во Прилеп 15.000 гледачи во недела си го трошија своето време позитивно и она што е клучно, верувам длабоко дека не само што губи фудбалскиот клуб, губи и општината, пошто може овој стадион да придонесува и да стопанисува на милиони други начини, може да се биде креативен и да се најде начини како може да се придонесува од истиот.